Еве не повторно назад. Добро утро секое утро. Сега линковски ќе се вклучиме. Со каква содржина и со кого ќе разговара нашата колешка Ивана Крстевска-Јановска, ќе дознаеме за од Центарот за советување за откажување од пушење. Меѓутоа подетално од тебе, Ивана, но пред се ќе ти посакам добро утро тебе и на гостинот исто така. Добро утро, Слободанка, и до тебе, до сите во студиото и секако до сите гледачи на Добро утро секое утро. Убав понеделник и убава работена седмица. Ќе го започнеме со нешто овој понеделник, како што знам дека многумина од оние кои што пушат цигари со години си велат ајде барем од понеделник ќе ги оставам цигарите, ќе пробам да пушам помалку цигари, па токму Институтот за јавно здравје од минатата недела, односно од минатиот понеделник, отвори нов центар токму за совети за одвикнување од пушење на цигари, и тоа да видиме, дојдовме во Институтот за јавно здравје да видиме како функционира оваа линија и колку луѓе ги побара во текот на изминатата недела, па затоа ќе зборуваме со стручниот советник, оној кој што ви одговара на телефонските повици, доктор Мартин Петровски. Мартин, ќе ви посакам добро и убаво утро. Пред себе честитки за едно вакво големо дело кое што го има направено Институтот за јавно здравје, кој што е тоа како од големо значење со оглед на тоа што навистина Македонија е на голем процент од населението, или последните истражувања покажуваат дека повеќе од 50% од населението се зависни од цигари. Колку луѓе се јавија во првата недела? Добро утро. Прво да ги поздравам вашите гледачи и вас. Ви благодарам за можноста да збориме за една ваква убава работа. Имаше доста повици, значи телефонот не престануваше да звони. Иако ние само тие 2 дена, како што знаете, не знам дали се известени вашите гледачи, центарот работи од 11 до 1 часот, до 13 часот секој понеделник и среда. И во тој период телефоните не престанаа да звонат. Поради зголемиот интерес, ние планираме да ги прошириме обемот и капацитетите на работа и други денови да бидеме достапни. Тие информации ќе бидат достапни подоцна во оваа недела. Околу 30 на луѓе мислам дека се јавија минатата недела, значи со сите тие луѓе ние веќе закажавме последователни разговори, ги насочуваме во процесот, ги советуваме во процесот на откажување од пушење. Какви совети се даваат? Тебе колку еве сега нели денеска понеделник од 11 до 13 часот се јават луѓето, кои се еве дел од советите кои што вие им ги давате и ги препорачувате, нели за полесно тие да можат да се отвикнат од пушењето на цигари? Значи, вака ние сме овде да им бидеме еден водич и морална поддршка на луѓето што сакаат да се откажат од пушење. Ние не можеме да ги натераме сами. Значи, тоа индивидуално се зависи од нив самите. Ние сме овде да ги насочиме кои активности на кој начин може да го забрзаат тој процес, да го направат поедноставен, полесен. Тука сме да им бидеме и поддршка кога во моментите на слабост, да ги насочиме, да ги охрабриме дека може да успеат во процесот, доколку некој од нив сигурно по големиот дел од нив се запознаени со штетностите. Некои има што не се запознаени, ние сме да ги запознаеме со штетностите, штетните здравствени ефекти, социјалните ефекти, економските ефекти од пушењето, така целокупна поддршка да им дадеме сопфатна поддршка во нивниот процес на откажување од пушење. Јуна, што мислам дека е најтешкиот дел, најтешкиот процес за сите оние кои што се зависни нели пушачи на цигари, како да го направат првиот чекор? Како еве да го кренат телефонот, нели да го свртат вашиот телефонски број и да се јават? Храброста е на прво место и одлучноста. Значи, пред да се јават кај нас, јас се надевам дека тие луѓе што ќе се јават се одлучени. Значи, пред да се јават кај нас, им препорачувам да бидат цврсто одлучени дека сакаат да откажат од пушење. Дури да не се цврсто одлучени, може да се јават за консултација, за ние да ги насочиме, да можеби да ги охрабриме дополнително, но првично пред се најбитно е личноста да биде сигурна дека сака да откаже од пушење. А понатаму ние заедно ќе работиме на тоа како да биде тој процес полесен, по-безболен и подолготраен, да биде трајно откажувањето, односно да не се врати личноста повторно да пуши. Како функционира, Мартин, телефонската линија? Луѓето се јавуваат, ви им давате еве некој совет, препорака и подоцна што се случува? Вака ние започнуваме со прв разговор и еве јас лично ги прашувам моите
еве да не ги наречам пациенти, корисници на линијата, кои се јавуваат колку е нивната волја за откажување од пушење од 1 до 10. Ако е високо од 1 до 10, веднаш започнуваме да разговараме, првично договараме датум на откажување од пушење. Значи, тоа не го препорачуваме да биде повеќе од 2 недели од првиот разговор, па затоа се договараме кога во текот на овие 2 недели тие сакаат да престанат да пушат. По меѓувреме ги советуваме што да прават до тој датум, како да се подготват. Претходно ги прашуваме пред да се договори датумот, колку пушат, како пушат, односно нивните пушачкиот статус се проценува. Различни се советите според одлучноста. Сега ја што имав искуство, сите што се јавија се со висока волја за откажување, со сите договоривме датуми за откажување, па еве денеска баш треба да се слушнеме, некои веќе треба да имаат откажано, па ќе видиме како е што е со досегашните што се јави. Да, многумина од луѓето си велат од понеделник или ајде од новата година, еве наскоро ни доаѓа нели новата година, или ајде од наредниот месец, како да се избегнат овие така да речеме лажни надежи кои што си ги даваат самите луѓе. Нема некој точен одговор на ова прашање, искрено да ви кажам. Како што реков, индивидуално е на почетокот, силна одлучност, силна волја, а и храброст, ова знам дека е на голема и тешка тежок настан од сопствениот живот за една особа која 20-30 години пушала цигари, наеднаш таква навика да остави, кај нив има повеќе компоненти на зависност и затоа е тешко да се остави туку така. Па затоа еве пак силна одлучност ќе повторам. И не знам, може би ние би им помогнале со нашите совети, со нашата помош, со нашата координација во сите тие активности. Се буваат ли, Мартин, млади луѓе, затоа што се позастапено и се почесто гледаме и млади луѓе, и малолетни, и средношколци кои што ги гледаме на улиците нели со цигарите в раце. Дали се јавија во ова измината недела некои од младите луѓе да побараат совет како би се откажале од пушењето? За жал досега не повеќе луѓе беа во средни и повозрасни луѓе. Може би треба да се ретаргетира, да се фокусира маркетинг кампањата на сето овој центар. Сепак ќе кажам, сме уште во почетокот на работата со дополнителни ресурси за маркетинг таргетиран кон помлада популација, може би ги поттикнало и тие да се јават да побараат помош за откажување, зашто побитно е кај тие помладите да се спречи навремено, бидејќи овие постарите веќе подолги години им се корисници на тутунската индустрија, има цел да привлече што повеќе помлади корисници, па затоа најдобро е доколку децата веќе пушат, помладите веќе пушат, да им помогнеме да се откажат. Да, подобро е нели да се спречи навреме, додека се уште се чисти и здрави нели белите дробови. Јас ќе ви посакам успешна работа, да траете уште многу долго, што поскоро да отворите нели повеќе термини, како што споменавте и вие, дека има потреба затоа што луѓето навистина се заинтересирани и сите оние кои што имаат волја да се јават на вашите телефонски броеви, секако да добијат совет од стручно лице. Ви благодарам и на вас и се надевам дека ќе имам успешна работа и понатаму. Да, ние ќе ве поздравиме од Центарот за јавно здравје, еден апел еве до сите оние кои што конзумираат цигари, нели да се јавите еве уште денеска од 11 до 13 часот или пак во среда од 11 до 13 часот, но не чекајте да дојде среда, ова нека биде тој понеделник кога токму вие ќе одлучите да побарате стручна совет за да ги откажете на цигарите, затоа што сите ние ги знаеме штетните последици од конзумирањето на цигари, особено од оние луѓе кои што долгорочно пушат цигари. Ивана, ви благодарам за овој разговор кој ќе допре до оние кои што многумина од вас сигурно дека сакаат да се откажат од цигарите. Пред се прво за своето здравје, грижа, но и финансискиот дел исто така. Меѓутоа, ете, имате можност и да се посоветувате и некој околу тоа дури да ви помогне.